Со оглед на тоа дека ова е само еден краток викенд, нашите граѓани сепак повеќе одлучуваат да останат во државата, односно да ги посетат едни од најпосакуваните летни дестинации во нашата држава. Како што спомна и ти, Охрид се разбира е препон во текот на целиот летен период, со оглед на тоа дека Охрид има и многу да понуди, освен се разбира езерото што може да ги разлади нашите граѓани, да ги наполнат батериите. Во Охрид имаме и многу туристички атракции, има многу за шетање и посетување. Знаеме дека Охрид е балканскиот Ерусалим, тука токму во нашата држава, со оглед на тоа дека се вели дека имаме и 365 цркви, односно по една црква секој ден да ја посетиме, за да можеме да видиме убава архитектура. Најголема туристичка дестинација, моментално хит дестинација, како што кажа и ти, е токму Стење, што се наоѓа во Преспа. Градоначалникот на Стење вели дека се очекува се да биде полно во текот на овој летен период. Да ја погледнеме изјавата. Се започна минатата година, кога беше изградена оваа преубава плажа и современо уредена, реконструирана плажа во туристичката населба Стење. Исто така во текот на оваа година се стави во употреба и новата плажа во Сливница, две исклучително квалитетни нови туристички содржини на брегот на Преспанското езеро, кои што многу значат во делот на она и што го очекувавме, дека оваа година напоредно со тоа што го очекувавме, дека Преспа ќе доживее вистински туристички бум, навистина и се остваруваат и се реализираат, ако е судејќи според првите 10-15 дена од почетокот на оваа летна туристичка сезона, кога според она што можеме да го видиме и да го доживееме на самиот почеток од туристичката сезона, навистина оваа година ќе имаме вистински туристички бум, односно бројот на посетителите, бројот на интересентите, сите оние кои што доаѓаат и ќе доаѓаат да летуваат на овие преубави плажи на брегот на Преспанското езеро секако ќе ги срушат сите досегашни рекорди. Така е, преубавото Преспанско езеро само чека да пристигнат гостите, односно да достигнат гостите, бидејќи веќе е полно со туристи од нашата држава, па некои дури и од странство. Дуиран исто така е една голема туристичка дестинација во нашата држава. Знаеме, Дуранското езеро има и многу лековити делови, односно алгите, знаеме што цветат. Во моментов летуваат повеќе од 10.000 гости и посетители во Дуиран, но се разбира за празников се очекува тие да надминат дури и 20.000 посетители. Во Дуиран моментално на плоштадот под јаворите се одржува и пивофест, а на други локации фестивалот Дуиран Ечи. Па знаеме дека Дуиран е и една од најатрактивните туристички дестинации кога станува збор за летните журки, односно за младите каде да одат за да слушаат убава музика. Така да, Иван, во нашата држава туристичките дестинации што ги имаме, можеме да го истакнеме и Крушево, каде што, иако немаме езеро или пак море, сепак ја имаме убавата архитектура на Крушево, како што имаме и прекрасната природа во Крушево, а се разбира со оглед на тоа дека е една висока надморска височина, сите посетители таму ќе можат и да се уладат од топлите гориштини што ги зафаќа нашата држава, како што се во Скопје. Па така Крушево е одлична дестинација доколку некој сака да се разлади и да посети убави туристички дестинации. Така да тоа би било се во однос на тоа каде се може да се посети нашата држава, па нема потреба да ја напуштаме кога имаме толку прекрасни туристички дестинации за време на овие празници што следат, каде што можеме да ги посетиме.